Почитувани, денеска пред јавноста ги објавуваме доказите кои потврдуваат дека вице-премиерот Изет Меджити незаконски ги заобиколувал институционалните процедури со цел лично да одлучува кои документи и предмети ќе бидат одобрени, а кои ќе бидат стопирани. Документите кои до нас ги доставија свиркачи, а кои ги презентираме денеска, покажува дека Меджити ги пречекорувал своите законски овластувања, лично подпишувал предмети без законска основа и без почитување на процедурата за административно постапување. Со тоа Изет Меджити не само што вршел злоупотреба на позицијата, туку се отвара и сериозно сомневање дали на овој начин сакал да воспостави контрола и да има простор за уцени кон фирмите, простор за уцени кон граѓаните. Поради оваа груба злоупотреба, Државниот инспекторат со решение број 11-1653/2024 од 17.1.2025 година официјално ги одзел ингеренциите на Меджити во делот на подпишување на административни документи. Со ова решение јасно се потврдува дека незаконските постапки на Меджити биле детектирани и санкционирани. Ова, почитувани граѓани, не е прв скандал во кој Меджити е вмешан. Најпрво јавноста беше сведок на неговите партиски вработувања и кадровски списоци, а сега гледаме дека истиот човек, согласно на законот, создал собствен систем за подпис и одлучување, што отвара сериозни сомнежи за корупција и за мито. Јавно го прашуваме Христијан Мицковски, до која ќе го штити Изет Меджити, дали Меджити ќе го доживее истото сценарио како Артан Груби, кој по бројните злоупотреби избега од правдата токму со аминување и благодарност на ВМРО ДПМНЕ. Очекуваме Мицковски јавно да им се извини на граѓаните за ваквите постапки на својот најблизок соработник и конечно да го разреши од функција. Социјалдемократски сојуз на Македонија ја повикува Државната комисија за спречување корупција и јавното обвинителство веднаш да отворат истрага и да постапат во соглас со законот. Почитувани граѓани, за наводниот патриотизам на Мицковски ДПМНЕ се крие груба корупција и манипулација на државните институции. Време е да се стави крај на ваквите злоупотреби.